Бербата на тутунот почна, но за нејзина реализација требаат пари. Селективното исплаќање на субвенциите за тутун од ланската реколта ги револтира земјоделците тутунопроизводители кои секојдневно одат во банките и подрачната единица на Министерството за земјоделство, но добивале салдо нула или кренати раменици. Случајно дојдовме тука во Министерството за земјоделие да се прашаме што е причината што се уште немаме земјени субвенции. Добиваме некоја информација дека никој ништо не знае и сите ги крават рамениците. А ние нашиот труд и нашиот пот веќе сме го дале. Го замолувам министерот Николовски, како што најави пред една недела, ние се уште земјоделците, стотици земјоделци немаме субвенции подигнато и го замолуваме и еден голем апел да дојди во Прилеп тука, да види како се обработува тутун и да види како се земаат субвенциите на која под од нашите раменици. Бидејќи тутунот им е единствената екзистенција, велат ако во најскор рок не им се исплатат парите, не ќе можат да го соберат родот. Сега е најголемиот проблем што веќе ние ги направивме сите трошоци, сите средства што сме ги имале сме ги вложиле во билки, во нафти и многу други работи, во аргати и слично. И сега ни е многу отежната работата што без пари не можеме да продолжиме со работа. Проблемот е што сега е времето на берба на тутун, на нови скелина, на нови најлони, затоа што се тоа репроматеријали што секоја година се обновува. И во метални скелина, во дрвени, во конци, во сите тие работи. Некои тутунопроизводители работат со аргати. Значи, овие пари сега треба да му бидат добре дојдени, затоа што некој навистина живее од тутуно, нема други приходи, нема пензии и други работи. Како причини зошто не им се исплатуваат за гарантираните со закон субвенции, биле дека не им биле подмирени долговите кон водостопанските предпријатија, но тутунопроизводителите велат сите сметки се подмирени. Не е регулирано, јас имам околу 50.000, му се јави во Скопје, вика немате пашари наплатено. Ја имам, еве документите ги носам, појдов овдека во општинава, вика сето е логирано, му се јави не таму. Нареднава недела вика ќе пушта, дали ќе пушта не знам. Во минатите години кога субвенциите се исплаќа април, мај месец, ние си ги планиравме конкретно парите и знаевме како да ги пренамениме и немавме вакви проблеми како ова година што се случија. Си ги планиравме парите за нафти, за обработка, за аргати и сите потребни репродукти што ни се потребни за таа година. Олеснителна околност е од бившата влада, да речем, што сега се субвенциите 60 денари, затоа што од претходната од СДСМ беа 30 денари. Сега некој да се прави доветен да речи дека 30 денари се повеќе и подобро од 60, не. Дека маката со овие неколкумина незадоволни тутунопроизводители ја делат и други, потврдуваат гужвите пред Тутунска банка каде голем број граѓани чекаат да видат дали на сметките имаат субвенции. Аз ми чекам натре. За субвенциите ли? Да. Не ви се исплатени? Не. Дали секојдневно доаѓате да проверите? Не. Сега прв пат идиме да намали гужвата, рековме. И вие ли чекавте за субвенциите? Да. Трпението им попушта, се заканија државата да им ја слушне маката да ги исплати субвенциите, за жолтото злато да не биде оставено да изгори во нивите, за да не пристапат кон радикални протести и блокирање улици.